денес кога го решивме Уставниот суд, сега дојде ред да го решаваме и јавното обвинителство. Со кој образ владата на ДУИ ни предлага јавен обвинител за крај на мандат? СДСМ во случајот не се ни прашуваат, затоа што тие знаат дека заминуваат во тешка опозиција и си мислат дека со носењето на измените на кривичниот законник дека се спасиле од понатамошни истраги. На СДСМ им е сосема јасно, односно сосема им е сеедно, дали ќе се избере јавен обвинител или не и кој ќе биде тој. Тие имаат честа да го имаат најнеспособниот јавен обвинител во историјата на Македонија, кој успеа да ја урниса довербата на јавното обвинителство на само 1%. Најнеспособен е и затоа што ниту еден случај поврзан со криминал не само што не успеа да го докаже, туку чуваше предмети и во фјока. А како да докаже кога истиот тој Јовески беше инсталација на Зоран Заев, на еден од најголемите предавници и мафијаши од Алиекспрес што некогаш ја газеле македонската земја. Зарем тезгарошот Заев би си дозволил чесен и професионален јавен обвинител, кој доколку си ја работеше својата работа, досега ќе ги имаше испозатворено пола раководство на чело со него. И тука не говорам само за криминал, туку говорам и за елементи на велепредавство. Секако, одговорот е не. Сепак, Заев најде плодна структура во овој пратенички состав, кои покорно гласаат за се што овој бараше, а тој профитираше. Се продадоа за еден пратенички мандат, а го изгубија интегритетот. На трајно неспособниот наменски инсталиран Ковачевски исто така му требаше јавниот обвинител Јовевски, кој ќе му ги покрива криминалните афери и ќе го остави, односно го остави да го дозаврши мандатот. Јовески го заврши мандатот, но не ја доби договорената награда да биде уставен судија. Затоа што, како што рековме, после употребата го пуштија низ вода. Во овој период на владење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сведоци сме на политички прогони, се поднесуваат кривични пријави против партиски неистомисленици со фингирани докази, а таму каде што ние поднесуваме кривични пријави и докази, во ниту еден случај не се покренува постапка, односно истите експресно се одбиваат. Имаме едно класично диригирано јавно обвинителство, кое под палката на несреќникот Јовески не успеа да докаже ниту еден случај во кој што за жал имаше и човечки животи. Како и на кој начин Јовески го штитеше Социјалдемократскиот сојуз, може да се погледне на случајот со Беса Транс. Кога на покренатата предистрага за утврдување на одговорности за мешаноста на поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, во криењето на решението за затворање на техничкиот преглед кој издавал документ за исправноста на кобниот автобус. Јавното обвинителство не постапи согласно законот. Имено лично тој допринесе да јавното обвинителство што ја водеше постапката против Спасовски да биде суспендирана и после тоа да биде и пензионирана. Па истиот тој Јовески го прислушкуваа во неговите канцеларии, а тој не смееше да покрене никаква истрага, дали поради содржината на разговорите или поради стравот од неговото разрешување. И тоа е доказ за неговиот интегритет. Исто така Јовески е ликот кој ги манипулираше кривичните пријави за Радмила Шекеринска со огромни штети по Министерството за одбрана на Република Македонија. Или може би сега некој ќе каже дека тоа е неточно, односно јавниот обвинител на Скопје не го известил дека за неа има кривични пријави со докази. Во истото тоа обвинителство се манипулираше со кривични пријави, подсетете се дека мистериозно исчезнуваше името на братот на Зоран Заев. Тоа не сме го заборавиле. Се манипулираше и со човечки судбини и се влијаеше врз процеси кои третираа предмети во кои имаше, реков, смртни последици. Подсетете се и на ковид кризата и на запалената од кабел тетовска болница. Или на последниот случај со онкологија, кога јасно му кажавме на Јовески дека нема да има обвинение во неговиот мандат, токму затоа што тој е слугата на мафијата. И така и се случи. Јовески замина, случајот остана да се влече и прашање е како ќе се заврши. Колку бил професионален, докажува и податокот дека, иако комисијата заврши со работа цел месец пред неговото заминување, тој не ги ни побара записите од анкетната комисија на ова собрание. Ово обвинителство е во целосна функција на заштитата на криминалот на СДСМ и на ДУИ. И тоа се докажува преку податокот
дека повеќе од 50 поднесени иницијативи за кривични пријави и тоа од ДКСК, за ниједна од нив нема покренато обвинение. Значи ниту една. Нула. После ќе се чудиме зошто децата ни бегале од државата. Бегаат затоа што гледаат дека нема ред. Гледаат дека со ово обвинителство можеш и човек да убиеш и да не одговараш, а гледаат и дека може да станеш терорист преку ноќ, а да си направил најобично кривично дело физички напад. Ете тоа е последицата од партизацијата и влијанието на политиката врз обвинителството и судството. Недоверба во системот, разочарување и бегање од сопствената држава. Затоа што се оди преку разни канали, а не се оди по закон и по процедури. На почетокот реков дека не СДСМ, туку ДУИ го предлага овој обвинител. Затоа има повеќе индикатори, погледнете ги препораките и уверенијата кои ги има доставено кандидатот за јавен обвинител и ќе го видите Али Ахмети во позадина како си пее песни. На исти начин на кој што ДУИ преку СДСМ го инсталира јавниот обвинител за гонење на корупција и криминал Ислам Абази, преку притисоци врз обвинителите низ цела држава за да го гласаат, така и овој пат на многу понижувачки начин, преку уцена на пратениците од СДСМ кои треба да го гласаат овој полтрон на ДУИ, кој прифатил се што му побарале, само за да биде јавен обвинител. Немојте да дозволите да ве залажува неговата национална припадност. Раководството на ДУИ е свесно дека следат истраги за одговорност, свесни се дека ќе одиме во детали и дека заштитата на криминалот во изминатите 20 години кои го прават нема да има. И затоа им треба нивен лојален јавен обвинител кој го држат во шака. Почитувана македонска јавност, пред само една седмица го изгласаа премиерот од ДУИ, вчера техничкиот премиер го назначиле за координатор за некаков совет на НАТО за носење на одлуки во итни случаи. Внимавајте, при постојање на жив министер за одбрана, за негов заменик е избран повторно човек од ДУИ, Бујар Османи. Така и денеска ДУИ си предлага јавен обвинител за заштита на нивниот криминал. Ако на тоа се додаде и координаторот Артан Груби за автопатите кои не се градат, а имаме функционален, односно жив и присутен министер за транспорт и врски, се потврдува тезата дека СДСМ е во целосна субмисивна улога на ДУИ. Значи целосна доминација над СДС и узурпација на институциите. Меѓутоа, колегите од СДС што седат пред мене ќе си го гласаат ако треба и со двете раце. Овој јавен обвинител ќе биде ист како претходникот Јовевски и јавниот обвинител за гонење на организиран криминал Ислам Абази, за кој до ден денешен не знаеме што сработил, освен еден случај кој што беше нарачан од ДУИ, ќе се потсетите. Човекот нема ниту една пресконференција, тоест јавноста не знае што тој човек, односно обвинител, работи. Овој кандидат за јавен обвинител Љупчо Коцевски е дел од овој распаднат и корумпиран систем на ДУИ и нивните подизведувачи од СДСМ. Тој е нераскинлив дел од овие структури кои се најзаслужни за тоа што странски амбасади повлекуваат финансиска помош, и тој е дел од системот за кој амбасадорката на САД кажа дека Македонија има епидемија од корупција. Овој кандидат е нераскинлив дел од структурите со кои токму вице-премиерката за добро владење имаше јавни припукувања. Секако, овој кандидат не ни беше представен од никој од владеачкото мнозинство, ниту пак од владата, која е предлагач на истиот. Едноставно, еве ви хартија, па гласајте. Како мислите да дадеме глас за некој што воопшто не ни е представен, а треба да биде јавен обвинител на Македонија во мандатот следните 6 години? Вака ли во Европската Унија ќе одиме? Што очекувате од овој кандидат? Да ве прашам, ќе подобриме нешто? Ќе се подобри Македонија на листата за перцепција на корупција? На јавното обвинителство и судството им треба реформирање. ДУИ и СДСМ не може да бидат тие кои ќе го реформираат и да предлагаат нов јавен обвинител. Мој предлог ви е тука расправата да заврши и да не се бира јавен обвинител на Македонија. Многу брзо ќе има избори и граѓаните ќе кажат во која насока ќе се движи Македонија. Свесни сме сите во која насока ќе се движи. Во промени. Благодарам. Благодарам, следен за збор